Така, се надевам, драги, дека и ти лично ќе добиеш совети какви сите гледачи за подобро спиење, бидејќи сонот секако е многу важен за целокупното здравје, како што веќе најавивме во наредните минути, на 18 март, светски ден на спиењето, ќе зборуваме токму на оваа тема, а со мене денеска е Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење. Сања, добро утро и благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Македонија наутро. Добро утро, со задоволство. Најпрво би сакал да ве прашам, кои се најчестите грешки кои што луѓето ги прават пред спиење, а кои што допринесуваат за потоа да имаме еден нарушен сон, би рекол? Најчеста грешка би рекла гледање телевизија до доцна навечер или сурфање на телефонот на интернет, бидејќи додека сурфаме на телефонот, мозокот го преоптеретуваме со премногу информации, ние и онака во текот на денот собираме навистина многу информации, таков живот живееме денеска, но сето тоа до оптеретување на мозокот и на нервниот систем ни прави потешкотија да заспиеме, да се сталожи телото и да потонеме во сон. Многумина од нас заспиваат со телефонот, буквално име во раце пред да заспиат. Дали треба да се ослободиме од оваа навика и како, би рекол? Дефинитивно, затоа што телефонот не само што тоа што не полни со многу повеќе информации кои што најголемиот дел од нив се и непотребни, туку и самата плава светлина што зрачи од телефонскиот уред влијае директно на мелатонинот. Мелатонинот е хормон на спиење, го нарушува неговото лачење и на еден начин не ни дозволува да потонеме во длабоки фази или ние можеби ќе заспиеме на одредено време, но квалитетот на сонот најверојатно ќе биде нарушен и можеби нема да го осетиме тоа веднаш под првата, втората вечер, но со тек на времето како што го користиме телефонот пред спиење, така е се поголема шансата дека ќе го нарушиме спиењето. Така, да се ослободиме од телефонот, меѓутоа која рутина пред спиење би била најсоодветна за да може сонот да се одвива во сите фази квалитетно, да немаме нарушен сон? Секој би требало да си направи една кратка рутина пред спиење која што ќе ја практикува секој ден. Рутината е убава затоа што и на мозокот му даваме сигнал и навика дека сега после оваа рутина доаѓа време за спиење, на тој начин телото многу полесно се спрема за спивањето и да потоне во сон. Кратка рутина која што можеме да ја направиме, например, топол туш пред спиење или читање книга пред заспивање, разговор со домашните во некоја малку потивка атмосфера, задимување на светлата пред заспивањето, за да му дадеме сигнал на телото дека сега се спремаме за спиење. Така, проблемите со спиењето може да станат сериозни. Да. Како тоа да го препознаеме, како најчесто се гледа дека нешто не е во ред? Проблемите со спиењето, значи ако веќе повеќе од 2 до 3 недели трае проблемот со спиење и не можат луѓето да заспијат навечер или ако заспијат, па многу често се будат во текот на ноќта, значи дека ќе се разбудиме наутро веќе поспани, маморни. Тоа ќе се одрази на нашата концентрација, ќе се одрази на нашето расположение, на нашето здравје. Доколку чувствуваат такви симптоми, каде што им се спие и во текот на денот им доаѓа, да кажам, глад за сон, им се спие се повеќе, ги осеќаат промените во расположението, намалена концентрација, раздразливост и сето тоа трае подолго од 3 недели, тогаш е веќе потребно да се консултираат со стручно лице, дали со својот матичен доктор па да ги пренасочи каде треба или со стручно лице за спиење за да се подобри ситуацијата. Така, кога ќе ве контактира одредено лице што има проблеми со сонот, кои се првите совети, како почнува тој процес за подобрување на квалитетот на сонот? Прво е многу битно да се направи една анамнеза на личноста, односно да се види каков е стилот на живот на таа личност, зависи од возраста. Кога зборуваме за деца, родителите го прават тоа за нив, кај повозрастните треба да се види дали лекови примаат, каков е стилот на живот, во која дали работат, имаат сменска работа, кои навики ги имаат, за да видиме прво од навиките што можеме да искорениме, што можеме да промениме, со цел да го подобриме сонот. Секако доколку е нешто што не е во наш домен и доколку станува збор за некоја несоница каде што се потребни лекови или нешто или малце по друг пристап, тогаш веќе се препорачува да отидат кај соодветниот доктор за да се даде соодветна терапија. Така, значи доколку имаме хронична несоница, тогаш се оди кај доктор. Да. Во спротивно може и Така е, затоа што ние секогаш гледаме несоницата да ја решиме со промена на одредени навики, вметнување на одредени рутини кои што навистина прават голема промена кај луѓето, кои што доколку ги практикуваат, нели, доколку ги се придржуваат до нив. Така е, можеме да бидеме истрени во сепа, така и во. Да, дефинитивно. А ние ви благодарам многу на овој разговор и на издвоеното време. Благодарам и на вас.
со Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење, по повод Светскиот ден на спиењето, 18 март. Зборувавме за тоа колку е значен сонот, кога треба да се побара помош, кога одредена личност има проблеми со спиењето и секако дадовме неколку совети за тоа како полесно да се заспие, да се промени рутината, а слушнавме дека мобилните телефони, смартфоните кои што се секогаш со нас, е пожелно да ги отстраниме, односно да не поминуваме време со нив, како што тоа обично е случај за жал.